сакала ви благодарам, заменик министар. Жалам што нормално го одбивате амандманот. Ова е во низата амандмани кои што еден од низата на амандмани кои што повторувам ги поднесов за сите 13 општини кои што со кои што комуницирам со граѓаните и навистина сум и во координација со градоначалниците кои што и тоа како посветено работат во насока на подобрување на животот во сите населени места. Особено жалам што повторно еден амандман за Градовци се одбива. Велам Градовци е гордоста на општина Зеленикова. Многу ми е драго што видно што преземањето на функцијата на градоначалникот Коста Маневски се обиде во рамките на можностите на локалната самоуправа да почне со расчистување на природниот водотек во село Градовци, кој што навистина имаше критични места, но тоа не е доволно. Градовци заслужува подобрување сериозно на фекалната, на водоводната мрежа и така натака. Меѓутоа, оној друг дел кој што иако не го дадовте во образложението, верувајте ќе значи, барем од ваша страна, да слушнам дека сериозно сте загрижени и сочувствувате со нашите сограѓани од Зелениково за штетите кои што ги имаат претрпено во текот на вчерашниот ден и дека ќе пренесете пораката до министерот за земјоделие, до целиот тим, владин тим и дека ќе алармирате да излезат на терен и да покажат грижа за нашите сограѓани од општина Зеленикова, заради тоа што барем тоа би можеле да го додадете во вашето образложение, дека ќе се заложите и ќе алармирате во владата за да излезат на терен. Верувајте во едни вакви сериозни непогоди кога ви се загрозени домовите. За жал повторувам дека ова се случува по втор пат, овој пат со град, претходно имаше со поплава. Добро е владата на вистина да покаже и на грижа и за граѓаните, односно нашите соседи од општина Зеленикова. Замолувам да ја предаде пораката и час поскоро да се изнајде поддршка за општина Зеленикова. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Доколку никој повеќе не бара збор,